започнуваме регионалните вести. Ова се настаните на денот. Инфективното оделение во гостиварската болница со посебно опремена соба за сомнителни случаи на коронавирус. Тетовската касарна Кузман Јосифовски Питу денес го одбележа својот патронат. Покуќни најалишта кои некому веќе не му се потребни, може да се подарат на лицата на кои им требаат. Инфективното оделение во болницата во Гостивар е едно од трите во земјава со посебно опремена просторија за обсервирање и следење на сомнителни случаи на коронавирус. Доколку дојде до згрижување на пациент сомнителен на корона на инфективно, останатите пациенти ќе се пренасочуваат кон другите оделенија. Ова е просторијата на инфективното оделение во гостиварската болница, која што е опремена за изолација на евентуални пациенти сомнителни на коронавирус. Во просторијата има 3 болнички кревети, заштитни маски, очила, капи, ракавици и мантили за една употреба, како и средства за дезинфекција. Инфективното во Гостивар е едно од трите оделенија во земјава, покрај тие во Штип и Велес, за кои министерот за здравство Венко Филипче вчера информираше дека се определени за обсервирање и следење на сомнителни случаи, ако се јави потреба. Директорот на болницата во Гостивар Јакуп Јакупи рече дека ја опремиле просторијата според препораките на министерството, а обезбедиле и посебно амбулантно возило за транспорт на евентуални заболени. По најавата вчерашна на министрот дека Гостивар ќе биде регионален центар, во случај на појава на коронавирус во Македонија, бидејќи немаме ни еден позитивен во Македонија, така што ние ги чекаме наредните насоки кога би детектирале таков случај, за да ги превземе сите неопходни мерки. Се разбира, во тој случај ние веќе бидејќи сега во скоро време добивме се снабдивме со уште едно возило за брза помош, значи го имаме спремено и возилото и сите неопходни дезинфекциони мерки во случај, дека имаме такви моменти да го дезинфицираме и оделението, и персоналот, и возилото за кое ќе биде испратено, условно речено, пациентот кој би бил заразен со таков вирус. Јакупи вели дека доколку дојде до згрижување на пациент сомнителен на коронавирус, тогаш инфективното оделение ќе се затвори за останатите пациенти, односно тие ќе се пренасочуваат на другите болнички оделенија. Во земјава досега не е регистриран случај на заболен од коронавирус. Здравствените власти ги зајакнаа мерките на превенција и формираа кризен штаб во рамки на министерството. На граѓаните им препорачуваат да ги следат општите мерки на заштита, како одржување на лична хигиена, поголема внимателност при подготвување на храната и слично. Инаку во Гостивар деновиве има зголемен број на граѓани со грип. На инфективното оделение во изминатите 24 часа лекарска помош побарале 100 пациенти. Тетовската касарна денес го одбележа својот патронат. Присутните му дадоа почит на народниот херој, чие име го носи касарната, Кузман Јосифовски Питу, за неговиот придонес во народно-ослободителната дејност. Со интонирање на државната химна и на армијата започна одбележувањето на патронатот на касарната Кузман Јосифовски Питу во Тетово. На бистата на народниот херој, представници на локална самоуправа, сојузи и здруженија положија свежо цвеќе, а командантот подполковник Изеир Јупи ја истакна важноста на Питу и неговиот придонес во народно-ослободителната дејност. Кузман Јосифовски и неговата генерација станаа пламенот кој ќе разгори народно-ослободителната борба на сопствениот народ и во времето на Втора светска војна ќе ја доведе до победа крунисана во второто заседание на АСНОМ и формирање на македонската држава. Обавувајќи ги своите дејности, Кузман Јосифовски Питу загинува на денешен ден 1944 година во Скопје. На своја 28 годишна возраст, без да ги осети плодовите од неговата борба за национално ослободување и социјална правда. А на 2 август 1945 година посмртно е прогласен за народен херој.
Нам, на припадниците на 3-тиот пешадиски баталион, ни представува особена чест што нашата касарна го носи името на овој македонски великан, Кузман Јосифовски Питу. Ние, како потомци следбеници на нашите славни предци, сме должни да ги продолжиме нивните заложби и да го сочуваме се она што тие успеале да го стекнат. На одбележувањето настапија и учениците од основното училиште Блаже Коненски од Скудриње, општина Маврово Ростуше. Присутен на патронатот беше и началникот на штабот од првата пешадиска бригада, полковник Дејан Чиплаковски. Социјалните мрежи начин да се помогне на социјално загрозени семејства. Покуќнина, алишта и други предмети, кои некому веќе не му се потребни, може да се подарат на лицата на кои им требаат. Токму со ваква цел е формирана групата Дај не фрлај тетово на социјалната мрежа Facebook, на која членовите објавуваат постови со ваква содржина, но и апели за помош. Facebook групата Дај не фрлај тетово не е моја идеја почетна. Таа група више фигурира по повеќе градови, меѓутоа идејата за да се направи таа група у нашиот крај, Тетовско беше моја. Таа група не е само за социјални случаи, не е за семејството што има преку потребна помош, мада и за нив е. Таа група е за секој кој што нешто му треба, да може да побара, и некој кој што го има тоа, да може да го подари. Значи, Тетово и Тетовско има доста и богати жители, кои што често знаат да реновираат дома, често знаат да изфрле нешто, сушто да заврши на ѓубре, ако е уште функционално, ако може да се користи, некој го нема. Габриела Јаковска доброволно организира хуманитарни акции, упатувајќи апели и поврзувајќи ги семејствата на кои им треба помош со добронамерните граѓани. Се е доброволно, затоа што имам слободно време и тоа е тоа. Сакам да помогнем затоа што верујте дека децата, не е возрастните. Возрастните многу знаат да биде и неблагодарни некојаш, ама децата кои ќе те видат прв пат дека носиш нешто, нарочито вториот пат, тој сјај у нивните очи, таа среќа не се опишува со ништо. Обично што им е потребно на ваквите семејства? Што бараат од вас? Има семејства буквално кои што бараат и храна. Значи само храна за да се пројде месец, од 2 месеци, 3. Има семејства кои што се стајани на програм на континуирана помош преку црква од Скопје, преку Свети Спас, од Драчево. Има семејства кои што имаат потреба од облека. Има семејства кои што условите едноставно се ужасни, како условите за живење се нехумани. Јаковска за прв пат се вклучила во хуманитарна активност сосема случајно, во проект во кој се барале волонтери за да им се помогне на матуранти од загрозени семејства. При посетата на едно семејство таа сватила дека има луѓе на кои навистина им е потребна помош. Апел до тетовчани, ако имаат нешто, нека не фрлаат, нека се приклучат на групата, може и мене да ме контактираат, знам у секој време на кое место е потребно. Апел до тие што немаат, нека не се срамат, денеска не е ништо срамота да побараш помош. Исто сакам да апелирам и до фирмите на Тетово. Тетово има огромен број на фирми. Нека еднаш се приклучат, затоа што најчесто, сега малку ќе биде критика, најчесто од другите градови добиваме помош, од Тетово никако. Гостиварец нападнат во својот дом, пожари во куќа и на отворен простор. Ова се дел од информациите на полицискиот билтен на СВР Тетово. 30-годишен гостиварец вчера вечер пријавил дека во неговиот дом физички бил нападнат од 21-годишник и уште 3 други лица, кои во нападот користеле и тврд предмет. Во СВР Тетово пријавени 2 пожари. Опожарен бил покрив на куќа во изградба во гостиварска Лакавица, додека пожар избувнал во местноста Брзотек, атар на гостиварското село Врбен, со кој биле зафатени околу 3000 метри квадратни сува трева и нискостеблеста вегетација. Во вчерашната акциска контрола на Тетовското подрачје, сообраќајната полиција открила 20 возила со непрописно вградени фолии, од кои на 17 возачите сами ги отстраниле, додека 3 ќе се соочат со поднесоци за неатестираните фолии.
Откриени исто така се и 41 возач кој додека управувал возило зборувал на мобилен телефон, 8 возачи без положен возачки испит, 1 со истечена регистрација на возилото, 1 со неисправни сопирачки на возилото и 2 лица кои им ги дале возилата на возачи без положен возачки испит. Сите констатирани прекршоци во акцијата заокружени се со соодветни поднесоци, а 10 возачи веднаш се исклучени од сообраќај. На пресконференција Демократската партија на албанците реагираше на резултатите од годишниот конкурс на Министерството за култура за финансирање проекти од национален интерес. Објавувањето на резултатите од годишниот конкурс за финансирање на проекти од национален интерес за 2020 година остава простор за сомнежи дека при распределувањето на средствата имало манипулации преку фаворизирање на проекти, чии предлагачи имаат поврзано со партијата или со соработниците на кабинетот на министерот. Ова лесно се воочува споредувајќи ги енормните финансиски средства наменети за здруженија или активности на овие предлагачи со средствата наменети за проектите на останатите предлагачи во истите полиња на дејност. Паѓа во очи фаворизирањето на уметниците кои се познати само во територијата на државата или ни толку во однос на уметниците познати и во меѓународната арена. Иако оваа програма е веќе усвоена, ги повикуваме сите љубители на уметноста, посебно експертите од соодветните области, да ги дадат своите забелишки во ревидирањето на оваа програма. Фудбалерите на Дрита од Боговиње ги завршија подготовките и го очекуваат стартот на пролетниот дел од втората Лига Запад. Екипата на Дрита од Боговиње ги заврши подготовките за пролетниот дел од сезоната во втората Лига Запад. Дрита во подготвителниот период одигра 4 контролни надпревари, на кои забележа 3 победи против Кеки Трепче од Косово и Млади Радник од Србија, а единствениот пораз го забележа од Тетекс на последниот контролен надпревар. Тренерот на Дрита Ардијан Имери е задоволен од сработеното во зимските подготовки и очекува добри резултати. Јас како тренер сум многу задоволен од овој припремен период што го имавме цело време у Боговиње. Малце покасно ги почнавме подготовките, ама јас сум многу задоволен со работата на играчите и мислим дека многу подготвени ќе го чекаме првиот надпревар и комплет првенството во втора лига што ни доаѓа. Екипата на Дрита есенскиот дел од сезоната го заврши на 6-та позиција на табелата, веднаш над опасната зона која носи во понизок ранг. Амбициите на клубот и понатаму се опстанок во второлигашката конкуренција. Амбициите на ФК Дрита се ова сезона ние да обезбедиме опстанок во ова втора Лига Запад, зашто е многу јака борба меѓу сите екипи кои ќе остане во лига, зашто 3 или 4 уште не се знае колку екипи ќе испаѓат од лига. Ние имаме моментално 20 бодови, во добра состојба сме во табелава. Пролетниот дел на втората Лига Запад започнува во сабота, кога екипата на Дрита на гости ќе игра против директниот конкурент за опстанок Вардар од Форино. Временската прогноза е последната информација и за овие регионални вести. Пријатно!